Председавач, јас сакам да дадам допринос за овој амандман. Колку и да изгледа тоа малку, сепак има оправданост овој амандман, бидејќи граѓаните немаат стандард како што СДСМ представува и мислам дека треба да размисли министерот да го прифати овој амандман. Знам дека го одби, но морам да укажам дека оваа тема, овој амандман е суштински поврзан со темата еврозагадување во нашата држава. Вие токму со една од темите или областите со кои што дојдовте на власт беше ветувањата или беа ветувањата за аерозагадувањето. Односно, многу вака пластично и директно пораки праќавте, шетавте со маски низ градот, паѓавте во несвест од загаденост, велевте за загадувањето е виновно ВМРО, ДПМН, дека кога ќе дојде на власт СДСМ ќе се реши аерозагадувањето, но гледаме дека не се решава. И сега гледајќи го буџетот, пример во делот на влада, во програмата C4 има програма за намалување на аерозагадувањето, има намалување од 100%. Односно има скратени средства и веднаш под таа програма има програма C5 за зелен развој, каде што има двојно зголемување, па ве прашувам еве вака директно, што тоа значи програма за зелен развој, што кои конкретни проекти би се работеле, да не остане само садењето на марихуана од вашата зелена агенда, за која што и текако бевте упорни за да се легализира. Понатаму имате во знак еве на зелената агенда, која што вие сте доаѓате баш од таа партија, се ребрендиравте и така натаму протажиравте сите бенефити од зелената агенда кои што би ги имале. Има унапредување на животна средина во делот во Министерство за животна средина и просторно планирање во буџетот, унапредување на животната средина, има намалување на средствата, така да се коси сето она што го ветувавте пред да дојдете на избори, па и сега, не во 2016, туку и сега за локалниве избори, се коси со вашите залагања. Понатаму ме интересира, бидејќи се намалуваат средствата и за мониторинг и заштита од аерозагадување, дали конечно ќе проработат мерните станици кои што дали намерно ги исклучувавте за да не мерат колкаво е аерозагадувањето или велевте дека се на поправки и така натаму, дали конечно ќе проработат. Инаку, ние бевме сведоци, бидејќи втор мандат пратеник сум, 5-та година во собранието сум, бевме сведоци колку всушност го променивте односот на оваа тема за аерозагадувањето, кога дојдовте на власт, бидејќи баравме информација за амбиенталниот воздух. Таа информација бевме сведоци дека минатиот мандат чекавме точно 1 година да се стави на дневен ред за да се расправа. Знаете зошто? Затоа што не сакавте да ја слушнете вистината во очи. Затоа што потфрливте на теми со кои што за жал дојдовте на власт. Но брзо ве препозна народот и ви даде казна на овие избори. Имавме јавна расправа за загадување на воздухот, имаше утврдени некои 39 мерки за кои што и пред некој ден ви кажа мои колеги колку имате реализација на тие мерки, односно незначителен процент на реализација на тие мерки. Јас искрено би предочила и на некои работи што ги ветувавте во кампањата, дека во делот на гасификација, она што го велевте како партија дека ќе има природен газ ќе биде достапен во цела Македонија и тоа не е реализирано. Јас би ги исчитала и може и сите проекти што ги ветувавте, затоа што буквално ништо немате реализирано. Енергетски ваучери за помала енергетска сиромаштија, гасификација на аеродром, гасификација на Скопје, понатаму гасификација на Центар, интерконективно поврзување со Бугарија и Грција. Значи, низа проекти, како што важеа ниска реализација на проектите во општините каде што имавте градоначалници,
ова важи и за на централно ниво, односно на областа за намалување на загадувањето и подобрување на животната средина. За разлика од овие проекти кои што се понудени, а нереализирани програми, можам долго да читам за сето она што е сторено во време на владата на ВМРО ДПМН. Тогаш беа изготвени идејни проекти за изградба на магистрални гасоводи, се обезбедија финансиски средства за многу гасоводи и така натаму. Јас би можела да одговарам за секоја изборна единица една по една, но прашањето е, вие велите што е претходно направено и го потенцирате проблемот дека е во претходната влада што превземала, што направила, барем така кажуваше колешката од СДСМ, но за жал вие се однесувате се уште како да сте во опозиција, односно заглавени во историјата. Вие сте 5-та година на власт и вие треба да одговорите што вие направивте. За сето она што ние не сме направиле на оваа тема, како што ви кажав, можам да читам многу проекти дека сме направиле, ние сме отишле во опозиција. Но за многу кратко време се испостави дека всушност манипулирате со граѓаните и ви го кажа крајниот збор на последниве локални избори, а ќе ви го кажат и на наредните парламентарни избори. Така да ќе ве молам кога ќе излезете овдека, посебно на теми што сте ги ветувале, а што немате нешто направено, јас баш и се изненадив дека излеговте да говорите, затоа што минатата недела воопшто не говоревте и ве разбирам. Вие кажав и ситуацијата во која се наоѓате минатиот ден кога зборевме на амандманската расправа. Ве разбирам, но ве разбирам дека всушност овде не можете да браните нешто што не се брани. Ве разбирам во каква состојба сте тешка, дека не можете овдека да излезете и со аргументи да не убедите не само нас, да ги убедите граѓаните. Благодарам.